Почитуван министер во владата на Република Северна Македонија, Зоран Шапорич, почитуван директор, почитувани особено представници на меѓународните организации, директор на Европската организација за експлоатација на метеоролошки сателити, почитуван представник на Светската метеоролошка организација, на делегацијата на Европската Унија во Скопје, голем представници на нашите национални домашни институции, особено ми е драго на владата, почитувани представници од регионот, од Западен Балкан, почитувани присутни, навистина ми е чест и задоволство да го отвориме овој настан кој што се одржува овде во Скопје и да учествуваме на овие информативни денови на Европската организација за експлоатација на метеоролошки сателити EUMETSAT за земите од Западен Балкан, како што кажа директорот, претходна недела на влада се занимававме со EUMETNET и со договорот кој што директорот е овластен да го потпише следната недела. И во тој контекст особено не е драго што денеска во нашата земја, во Република Северна Македонија и во Скопје имаме гости од регионот токму на ова значајна тема и овој сектор на кој што и ние како надлежно министерство заеднички се посветивме во претходниот период, но сметам дека треба да вложиме дополнителни напори и енергија да навистина инвестираме во целокупната оваа проблематика, која што за земјоделството особено значена во овој период. Земјоделскиот сектор е важен за нашата земја од аспект на бруто домашниот производ, на вработувањето, на руралната екзистенција, на руралниот развој, но и на сигурноста во погледот на производството на храна и севкупната економија, а производството на храна зазема еден значаен дел и сегмент на економиите, особено во овој период во светот. За жал, нашата земја е подложна на разни природни непогоди, од кои најзастапени се поплавите, шумските пожари, кои што гледаме и овие денови, се проблем, сушите, но и други климатски неповолни настани кои што се случуваат. Во текот на изминатите години бевме сведоци на поинтензивни поплави, при што најголемите реки како Вардар, Црна река, Струмица, Пчиња, Лепенец и Брегалница поплуваа големи површини на земјиште и предизвикуваа огромни штети во земјоделското производство и директно на фармерите. Силните врнежи од дожд во јануари и февруари 2015 година резултираа со зголемување на нивото на реките, што доведе и до големи поплави во 43 од вкупно 83 општини во земјата. Од друга страна, важиме за едно од најсушните подрачја во цела Европа. Најголем дел од сушите се јавуваат во руралните подрачја од јужниот и источниот дел на земјата и негативно влијаат во вкупното земјоделско производство. Пожарите исто така се честа непогода која што се јавува и кои што делумно се предизвикани од сушните периоди, а делумно и од човечкиот фактор, и за сите овие појави несомнено сме сведоци во целокупниот изминат период. Земјоделското производство изминатите години е погодено и од честите временски непогоди проследени со врнежи од град, како и сланата водосната пролет и во рана есен. Од аспект на земјоделството, најмногу погодени од појавата на град во источниот дел од земјата се Беровскиот, Демиркапискиот, Штипскиот и Струмичкиот регион на земјата, каде што се произведува овоше, зеленчук и грозје. Додека во западниот дел од земјата најпогодени со Охридскиот и Ресинскиот регион, каде што најмногу се одгледуваат црешите и јаболката. Овие временски непогоди предизвикуваат сериозни штети и загуби во производството, зашто најдобро знаеме како се справувавме со сите овие постапки во претходните години. Дополнително со климатските промени се очекува климата во нашата земја да стане потопла и умерено посува, со значително намалување на летните врнежи, со почести и поизразени екстремни временски услови, како и суши и поплави. Со оглед на тоа колку пролетните и летните врнежи од дожд се важни
за цветањето и растот на земјоделските култури. Ова би представувало сериозен ризик на вкупното земјоделско производство, за достапноста на вода, за сигурноста во поглед на производството на храна, што ќе придонесе и за намалување на локалниот економски раст. Имајќи ги во предвид овие прогнози, редовното информирање и системите за рано предупредување се од особено значење во низата мерки како концепт целосен на мерки кои што можеме да ги преземеме за намалување на ранливоста на земјоделството од неповолните климатски промени и неповолните временски услови. За успешно справување со ризиците неопходно инвестирање во последните и најновите техничко-технолошки остварувања и осовременување на самите институции задолжени за тоа. Тука клучна улога има управата за хидрометеоролошки работи при Министерството и при владата и би сакал да потенцирам дека како ресорно министерство во насока на намалување на ефектите од поплави и другите временски неприлики заедно со управата за хидрометеоролошки работи изминатиот период активно работевме и работиме на подобрување на метеоролошкиот систем во државата. Неодамна управата подпиша меморандум за соработка со програмата за развој на Обединетите нации со представникот во Скопје, во нашата земја, за проектот подобрување на отпорност од поплави во Полошкиот регион. За таа цел ја посетивме и самата управа, чија што цел е да се реактивира и надгради системот за метеоролошки и хидролошки станици како клучни за рана најава на отворени поплави и јавниот предупредувачки систем преку обновување на постојните станици, воведување на нови локации за мониторинг. Минатата година се реновира дел од метеоролошките станици во државата, а оваа година во програмата за рурален развој исто така овој начин на работа ќе го продолжиме. Дополнително минатата година го посетивме и Свети Николско, каде што заврши надградбата на радарскиот систем Ѓуриште, кој што не беше поставен во функција повеќе години, со што се овозможува квалитетен радарски мониторинг и навремено најавување на опасните временски појави. За оваа година Министерството обезбеди дополнително целосна финансиска поддршка за реновирање на метеоролошките станици во Виница, Берово, Пожаране, Охрид, Лазарополе и Претор, а паралелно како ресорно министерство работиме на нов модел за зголемување на осигурувањето во земјоделското производство. А преку мерките од ИПАРД програмата овозможуваме кофинансирање на трошоците и за набавка на заштитни мрежи од град. Почитувани, на денешната конференција овде во Скопје ги видиме можностите за користење на сателитските метеоролошки податоци од страната на националните метеоролошки служби, како и на новите активности на EUMETSTAT ќе бидат добредојдени за примена, оперативна примена и работа и во управата за хидрометеоролошки работи. Затоа ви посакувам добре дојде во Република Северна Македонија и во Скопје на сите гости и успешна работа во овие 2 дена, секако дека заклучоците, препораките, дискусиите, сето она што овде ќе биде изнесено за нас како влада, како министерство, како институции, ни се особено значени од сите погоре наведени причини кои што ги носат и резултатите кои што ги носат климатски неповолните настани и мерките и политиките кои што во тој поглед треба да ги прилагодиме и развиеме. Благодарам на вниманието, добре дојде во нашата земја, чувствувате се на сите како дома, и оние кои што се од регионот, но и оние кои што се подалеку, и верувам дека од Скопје ќе понесете позитивни спомени. Благодарам.